Добре дојдовте во најновото издание на Карпош Визија. Во наредните 30 минути ќе видите што се случуваше во оваа локална самоуправа во изминатите 2 недели. Останете со нас. Отворено Европското клубско шаховско првенство. Од 17 па се до 25 октомври. Општина Карпош ќе биде домаќин на уште еден голем спортски настан. Уште еден голем спортски настан во општина Карпош. Отворено Европското клубско првенство во шах, чиј покровител е општина Карпош, а организатор шаховскиот клуб Гамбит Асеко. На свеченото отворање присутен беше и премиерот на Република Македонија. Тој ја поздрави идејата за организација на еден ваков голем спортски настан, кој собира луѓе од целиот свет. Република Македонија, градот Скопје и општината Карпош ќе бидат центар на светските шаховски избиднувања. Ваквите големи надпреварувања од секогаш биле сон за секој спортист. Секој од вас, надпреварувачите, ќе има можност да го покаже своето знаење, резултатите од подготовките. Ќе живее за она за што мечтаел и со нетрпение го очекувал. Тука ќе се судрат потезите на голем број велемајстори, на голем број актуелни и поранешни светски прваци. Дозволете да ги поздравам во оваа прилика македонските шахисти и да им посакам голем успех, браники ги боите на македонските клубови. Воедно и на сите останати шахисти, да им посакам добри резултати. На организаторот, да му посакам успешна организација, а на фановите, гледачите и сите гости од странство, пријатен престој во Република Македонија. Градоначалникот на општина Карпош изрази благодарност до Европската шаховска федерација за доделување на организацијата на една ваква голема шаховска манифестација. Навистина е голема чест и задоволство за една општина што ни ја укажа Европската шаховска федерација ова чест кога одлучи да ни се додели организацијата на една ваква голема шаховска манифестација. Организацијата на вака престижното клубско шаховско првенство не е само голема чест, туку и голема одговорност и доверба. И верувам која и ќе ја заслужиме со сите напори, со сите напори што ги вложивме во изминатите години во развој на шахот во Македонија, почнувајќи од училишните лиги во шах преку шаховските турнири, а првенствено преку брендираниот Open Карпош турнир, кој го организира локалната самоуправа, кој после 5-годишна традиција успеа да се вброи во 10 најголеми турнири во Европа. Пофални зборови до општина Карпош за успешната организација на традиционалниот шаховски турнир Карпош Open, кажа и председателот на Европската шаховска федерација. Тука е и градоначалникот на општината Карпош и ние знаеме дека тие го имаат шаховскиот надпревар Open Карпош, отворен Карпош и многу учесници од европските клубови учествуваат на истиот. Today's European Club Cup, they always participate in this open tournament. Thank you, Mr. Mayor, for it. Ви благодариме, господине градоначалник. Европското првенство во шах започна на 17, а ќе трае се до 25 октомври. Продолжуваат градежните активности во општина Карпош. Во моментот се работи на повеќе улици, како и на дел од фасадите на зградите во Карпош. Општина Карпош продолжува со реконструкција на фасадите за да ја разубави својата општина, но во исто време за да зградите бидат енергетски ефикасни. Ова е зграда која се наоѓа на аголот помеѓу Рузвелтова и Линденски и практично го означува почетокот на општина Карпош. Целокупната инвестиција е од буџетот на локалната самоуправа и ќе чини некаде околу 7 милиона денари. Очекуваме дека за наредниве 20 дена ќе заврши целокупната реконструкција на оваа фасада. Ја работиме сега затоа што ова е вистинско време за правење на фасади ради температурата која што е во атмосферата, бидејќи кога се температурите испод 7 степени и на високи температури, штетно е да се работат фасадите и затоа
овој временски период го бивраме за да можеме да извршиме реконструкција на оваа фасада. Во исто време сакам да најавам дека ќе продолжиме и со други фасади за кои што навреме ќе биде информирана јавност. Општина Карпош за оваа година стави голем акцент и на инфраструктурните проекти. Ова е улицата Прашка, а тука се работи со забрзана динамика. Значи се поставуваат рабници, се подготвуваат изградба на тротоари и претпоставувам нов асфалт. Ова улица се наоѓа на територијата на урбаната заедница Тафталиџе 1 и е започната со реализација пред околу месец дена. Конкретно на улицава се изведуваат повеќе фази. Во прва фаза се изведе поставување на електрични инсталации и кабловските оператори поставија исто така инсталации Телекабел, Неотел, Близу и Македонски Телеком. Во втора фаза се изведуваат тротоарите и во последната завршна фаза ќе се изведува коловозот со комплетно асфалтирање со нова подлога. Се работи исто така овај проект со основен проект кој е одобрен од општината и со тој основен проект веќе ќе ги нема тие претходни злабнатини и спакнатини, него ќе биде улицата нивелирана и нема да после завршување со асфалтирањето нема да се појавуваат никакви собирање на вода, така наречени вирови. Оваа улица ќе има репрезентативен карактер во смисол на тоа што од левата страна се предвиден прво комплексот на алумина кој во нареден период треба да се гради, понатамо се до улицата Лондонска предвидени се и други комплекси на заеднички стамбени објекти што ќе представуваат да речам украс и ќе добие во важност улицата според своето постоење и значење. За колку должни метри станува збор и да кажеме тоа дека ова сепак е финансирано од Светската банка? Станува збор за должина од околу 700 метра и, како што кажавте, се финансира преку кредит од Светска банка, преку Министерството за финансии и рокот на завршување околу 40 дена. Општина Карпош и во населбата Влае 1 има градежни зафати и интервенции. На улицата Франц Прешерн се изведува атмосферска канализација. Меѓутоа, тоа ќе се направи во неколку фази, прва, втора, трета. Во моментот се работи на првата фаза. На територијата на општина Карпош се застапени сите населби, така и населбата Влае 1, кај што во овој момент се изведува атмосферска канализација као прва фаза. Истовремено, паралелно со атмосферската канализација се изведува и електрично осветлување, се пуштаат кабли и ќе се поставуваат после канделабри. Исто така, за потребите на граѓаните, за во иднина да имаат подобри комуникации со интернет и со примање на телевизиски програми, се изведуваат од страна на кабеловските оператори инсталации од Македонски Телеком, Телекабел, Близу и Неотел. Вредноста на инвестицијата за атмосферската канализација изнесува 3 милиони и 700 и се финансира преку средства од Светска банка, преку Министерството за финансии. Како што напоменавме, значи прва, втора, трета фаза. Третата фаза е кога ќе се добие нов изглед ова улица, односно нов асфалт. Кога ќе биде тоа и дали ќе се испочитуваат и запазат роковите? Третата фаза ќе биде со изведување на тротоари и изведување на реконструкција на асфалтната подлога, ќе се нанеси нова асфалтна подлога, со што ова улица ќе добие нов изглед и ќе има репрезентативен карактер, односно граѓаните овдека ќе возат по нова сообраќајница. Се очекува сите работи да завршат во почетокот на идната година. Преку проектот Растеме здраво ќе се подига свеста на родителите за значењето на здравата исхрана. Стартуваше проектот Растеме здраво заедно со шеф Владко Огненовски, а во соработка со општина Карпош. Целта е да се подигне свеста кај родителите за значењето на здравата исхрана.
Проектот се состои од едукативни работилници за родителите и представување на можностите за приготвување здрави оброци за нивните деца. Кафе-барот Форца беше местото каде официјално беше представена кампањата Растеме здраво. За прв пат во Република Македонија во една општина се спроведува овој проект заеднички во соработка со спортскиот центар Форца и готвачот Владко Огненовски. Сакам да 2-3 збора ќе кажам. Значи, младите се нашата иднина, почнуваме со младите, со градинките, училиштата во нашата општина, а и нивните родители, да ги научиме, да им покажеме што значи тоа здраво да се хранат, што значи да го чуваат своето здравје и да израснат во прекрасни личности. На огромно наше задоволство, уште еднаш ќе повторам, ние како општина ги поддржуваме сите овие проекти и понатаму ќе продолжиме со исто темпо. Ја започнавме кампањата, ќе споделиме светски искуства, односно сите мои гостувања низ светот. Тоа се огромни искуства на различни континенти. Главно, јас се вратив во Македонија импресиониран од нашето поднебје и биодиверзитетот што го има оваа наша држава. И главно сакам да кажам, почнуваме, ова ќе биде забавно, ќе готвиме, ништо не е официјално, треба онака баш да уживаме и да ги споделиме овие искуства. Присутните имаа можност да се запознаат и да вкусат здрава храна. Родителите кои ќе ги посетат овие работилници ќе добијат совети како треба да ја приготвуваат храната за децата. По повод Светскиот ден на храната, детските градинки од општина Карпош одржаа низа активности, преку кои најмладите учеа како здраво да се хранат. Најмладите од Карпош го одбележаа Светскиот ден на храната. Преку разни работилници, тие се забавуваа и учеа како здраво да се хранат. Со помош на воспитувачките, децата правеа овошни салати и овошни напитоци. Карпош Визија беше во посета на 2 градинки, Мајски цвет и Распеана младост. И на двете места сликата беше иста. Насмејани и љубопитни детски лица, кои едва и чекаа да слушнат нешто повеќе за здравата исхрана и да направат некој овошен оброк. Нашите активности не траат само денес. Тоа е еден континуитет, подолго време се работи. Ние имаме и нашата екоградина, ја работиме уште од минатата година, по теми поврзани со здравата храна, со активности, па си садиме тука зеленчук, па си ги собираме плодовите. И еве денес, во чест на Светскиот ден на здравата храна, имаме организирано една активност што е поддржана од Министерството за труд и социјална политика и тие издадоа едно упатство за здрава храна за воспитувачите, внатре со еден дел од теми кои што треба да се работат, да им кажеме на децата и на родителите, да ги вклучиме. А самите ние не можеме ништо да направиме ако не ни се родителите партнери. Значи, во смисла на подготовка на здрава храна, да обрнеме внимание на она се што јадеме, со што ги храниме нашите деца. Општина Карпош се грижи за здравата исхрана на децата и хигиената во градинките. Со права можеме да кажеме дека воспитно-образовните установи од Карпош ги нудат најдобрите услови за престој на децата. Општина Карпош, како и секогаш, во поглед на исхраната, односно храната, безбедната храна, здравата храна, вкусната храна, внимава и на нашите најмлади им обезбедува услови за да добијат здрави и безбедни и квалитетни оброци. Секако дека секој проект, секоја активност и секоја работилница која што се одвива на ниво на општина Карпош во градинките е добре дојдена и е поддржана од наша страна. Овој пат се наоѓаме во градинката Распеана младост и на покана на директорката, бидејќи во програмските активности на градинките е да организираат ваков тип на работилници и ваков тип на презентации со кои што децата ќе ги анимираат и ќе дадат еден мал акцент или одбележување нели на овој Светски ден на храната. Општина Карпош и натаму продолжува со поддршката и учеството на вакви и слични настани посветени на најмладите.
Учениците од основното училиште Јан Амос Коменски и оваа година традиционално ја организираа хуманитарната собирна акција Ајварче за мене, ајварче за тебе. По повод Светскиот ден на храната, учениците од основното училиште Јан Амос Коменски донираа зимница за своите другарчиња. Тегли со ајвар, цвекло, мармалад и сладко беа наменети за учениците кои припаѓаат на социјално загрозените семејства. Традиционалната хуманитарна собирна акција Ајварче за мене, ајварче за тебе има за цел да им ја збогати трпезата. Дел од производите ќе бидат поделени на децата од основното училиште Јан Амос Коменски, како и дел зимница во хуманитарните пакети кои ќе се доделат на ранливата категорија семејства во Карпош за деновите на општината. Општина Карпош во соработка со Институтот Коцка одржаа работилница на тема Отпорно Скопје. Општина Карпош беше домаќин на работилницата за климатски промени Отпорно Скопје, каде учествуваа представници од неколку сектори. Несомнено, општина Карпош секогаш дава поддршка на сите проекти, стратегии, стратешки документи кои што се во склопот на самата територија на општина Карпош, исто така и во склопот на град Скопје. Исто таков случајот каде што општина Карпош, како што ви беше претходно изјавено, тоест побаруваат квалитетни информации, општина Карпош ќе се залага за да ги даде најсоодветните и најдобрите информации што им се потребни во склоп на стратегијата за да биде она издржана. Купно сите сектори учествуваат и ќе придонесат за изготвување на квалитетна стратегија која што ќе користи и на градот Скопје административно, исто така на нас општините, а ќе биде наменета за граѓанскиот сектор. Дали ваквите и слични работилници продолжуваат и натаму да се организираат во општина Карпош? Како ќе се наметне динамиката и делот на работилниците и она што треба ние да го исполниме после одржувањето на овие средби, тоа ќе го наметне самиот проект, односно самата организација предводена од Институтот Коцка и како е тоа замислено во склопот на проект. Секогаш ќе одговориме на повиците. Град Скопје во соработка со UNDP работат на изработка на стратегија за климатски промени за град Скопје. Ние сме денес представници на Тренинг Институт Коцка, кои што во име на град Скопје и на UNDP ги организираат овие работилници. Станува збор за работилници за собирање податоци од општините, од граѓанскиот сектор, односно вклучување на општините и на граѓанскиот сектор во целиот процес на изработка на стратегија за климатски промени на град Скопје. Ова е само уште еден од многуте докази дека Карпош се залага за чиста општина и чист град. Уште еден спортски настан во општина Карпош. Започна бизнис баскет турнирот. Почна бизнис баскет турнирот кој е во организација на општина Карпош и во соработка со спортскиот центар Форца. Турнирот ќе трае цела година и ќе биде во два дела, есенски и пролетен. Карпош е прва општина која организира вакво спортско дружење и игра. Ова е за прв пат во Република Македонија. Општината Карпош и спортскиот центар Форца заеднички организираме македонска баскет лига. За оваа година се пријавени 11 екипи, значи ги учествуваат, како што кажав за први пат, но се надеваме дека ова ќе стане една традиција. Знаеме дека општината Карпош сето она што ќе го започне потоа долги години трае и се ствараат едни традиционални лиги или надпревари и настани кои што ќе траат многу години понатаму. Сакам да им посакам многу среќа и успех на сите екипи кои што за оваа година се пријавија, нека победат најдобрите и ќе продолжиме вака и понатаму во наредните години. За најдобрите екипи обезбедени се и награди. Овој бизнес баскет турнир е направен прво од типот на тимбилдинг надпреварување, меѓутоа секако спортскиот центар Форца и општината Карпош обезбедија награди за најдобрите, за најупорните, нормално најдобрите се оние кои што ќе победат. Исто така првата награда би сакал да ја напоменам е патување во Грција, втората награда е патување во Бугарија и третата награда е користење на спортскиот центар
баскет спортскиот центар Форца во Орце Николов гимназијата со годишен договор. Поради големата заинтересираност за бизнис баскет турнирот, најверојатно тој ќе прерасне во традиција. Најмладите од Карпош имаа можност да присуствуваат на првиот детски мюзикл. Целта е тие повеќе да се запознаат со театарската сцена. Во рамки на детската недела, најмалите од општина Карпош имаа можност да уживаат и да научат што значи представа, односно мюзикл. Првиот детски мюзикл се вика Љубовта победува се, кој е во организација на Министерството за труд и социјална политика, заедно во соработка со градинката од општина Центар Раде Јовчевски Корчагин и општина Карпош. Општината Карпош и Советот на општина Карпош ги поддржува сите овие проекти, бидејќи сметаме дека се многу корисни, особено за најмладата популација, за децата, кои што се иднината на нашата држава. Ние веднаш по барање на Министерството за труд и социјална политика и по барање на организаторот се вклучивме со нашите дечиња да дојдат да го видат овој мюзикл. И секогаш кога во општина Карпош имаме вакви иницијативи од сите страни, ние ги поддржуваме. Значи сметаме дека и во иднина, ако има потреба, нашите градинки со ова ќе ги вклучиме во вакви активности и тие да направат нешто што ќе го видат другите дечиња од другите општини во Република Македонија. Мюзиклот носи наслов Љубовта победува се. Тоа е порака од малите деца од градинката Корчагин, а впрочем е порака и од сите деца во Македонија, дека љубовта победува се, тие сакаат да кажат дека се покрај возрастните тие жители на оваа преубава држава која е нивната татковина. Општина Карпош и понатамо ќе продолжи да ги поддржува иницијативите за ваквите настани кои се од големо значење за најмладата популација. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Карпош Визија. Се гледаме повторно за 2 недели.